Добар ден и од мене, пријатели, добро дојдовте во уште едно издание и рубрика Прашање и одговори со Јосиф. За сите оние кои што по прв пат можеби денеска ме следите и се среќавате со мене, она што јас го правам е одговарам на вашите прашања, а вие вашите прашања може да ги поставувате на социјалните мрежи, на моите лични профили Коуч Јосиф Инстаграм и Фејсбук, а истото може да го направите користејќи го хаштагот Ask Јосиф или користејќи го телефонскиот број на телевизија Телма, а тука јас ќе се потрудам да ви дадам и да најдам најдобар одговор кој што ќе ви донесе вредност на секого од вас. Ни доаѓа од Мими, кој што прашува кои се најдобри начини за природно регулирање на холестерол. Најдобриот начин, Мими, за природно регулирање на холестерол е да го регулира црниот дроб, но она што е предизвикот со кој што многу често се соочуваат луѓе е тоа што холестеролот не баш е во границите во кои што треба да биде поради надворешните влијанија и штетите кои што самите ние луѓето си ги правиме на себе. Практично повеќето од луѓето мислат на лошиот холестерол, кој што народски го кажуваме, и во принцип црниот дроб кога продуцира холестерол го пакува во LDL и HDL. Практично LDL е така наречениот лош холестерол, HDL е добриот холестерол и во принцип едниот е задолжен да го спроведува холестеролот до клетките, другиот да го враќа назад во црниот дроб оној неискористен холестерол. Проблемот е во тоа кога не може баш да се враќа и спроведува холестеролот низ крвта, затоа најголем фокус треба да луѓето имаат на внес на мононезаситени масти, односно масти кои што се наоѓаат во ладно цедени маслинови масла, масти кои што се наоѓаат во авокадо, масти кои што се наоѓаат во многуте јатки и семиња кои што би требало да ги конзумирате. Друг причинител кој што ќе ви помогне ако го исфрлите природно да го регулирате холестеролот е пушењето. Пушењето практично невозможува да холестеролот кој што се наоѓа на ѕидовите на крвните садови да се врати во крвотокот за да биде безбедно вратен во црниот дроб и со тек на време се таложи околу крвните садови и затоа може да настане запушување. Затоа пушењето е многу поголем непријател за холестерол отколку храната, затоа што црниот дроб може да го регулира холестеролот кој што вие го внесувате преку храната, односно доколку внесувате доволно холестерол, црниот дроб дури е способен да не произведува холестерол доколку тоа го наоѓа од надвор. Така да не е стратегијата, не јади мрсно, не е правата стратегија за да го регулирате холестеролот. Трет начин е физичката активност која што многу придонесува за природно регулирање на холестерол. Во превод тоа не значи да се запишете на клас на вежбање, туку тоа подразбира да имате 30 минути пешачење 5 дена во неделата и на тој начин ќе си помогнете. И исто така, она што многу знае да прави проблем со холестеролот се многуте процесирани шекери, кои што доколку ги имате во поголеми количини во секојдневие, прават процес на гликација, ги оштетуваат крвните садови, холестеролот црниот дроб го рачуна тоа како закана и пумпа холестерол за да ги закрпи и да ги залепи тие оштетувања на крвните садови, затоа исфрли пушење, исфрли шекер, воведи физичка активност и воведи добри масти во твојата исхрана. Не е нешто што е ново или неслушнато, но можеби еве баш денес ќе ти направи на тебе логика и можеби на многу луѓе кои што не следат.